Спортот е темел на здрав живот, без разлика дали тоа е фудбал, кошарка, одлика или ракомет. Таа е важен дел на секој живот. Во последните години се раѓа љубов кон спортот од младите генерации. И во овој краток филм ќе се потрудам да ќе одговорам најважните прашања во спортот. Здраво, јас сум Петар Николовски, сум Димитар Бојаджи, Сум Бењамин Куќи, сум Николај Ангелевски, Јас сум Виктор Аврамовски. тренирам во клубот Ива и носам број 59. Играм во кошаркарскиот клуб Ива и носам број 9. играм во клубот Ива и сум број 17. Тренирам во Врчано, сега тренирам во Македонија, Ѓорче Петров и носам број 6. Играм во Академија 8. Кои се најголеми успеси за клубот? Најголеми успеси сум Бива, биле кога бевме на турнир во Битола и освоивме трето место. Кога се чувствувал дека си бил најдобар во кошарката? Па сега се чувствам како да сум најдобар во кошарката, веќе повеќе искуство имам. Зошто сакаш да играш кошарката? Па се инспирирав од играчот Дражан Петровиќ и од Мајкл Џордан. Што те инспирирало да го тренираш спортот кошарката? Па кога имав 10 години го гледав брат ми како игра и јас сакав исто да играм. Која ти била најдобра утакмица во кошарката? Па против Пинк Пантер имав 17 поени, 5 скока и 10 асистенции. Кога ти се роди љубовта за кошарката? Љубовта за кошарката ми се роди кога татко ми во 4-то деење на сила ме тераше да играм кошарка, но потоа сватив колку е добар спортот и колку е добра кошарката и затоа сега толку многу сакам да играм. Дали некогаш си помислил да се предадеш? Многу пати и но ми текнуваше на поговорката и да пати падни и да еднаш постани. Дали некогаш си имал љубов кон друг спорт? Да, во 4-то, во 3-то, во 2-то, кога сите играа фудбал и многу ја сакав ја да играм фудбал. Која позиција играш во фудбал? Задни везни. Колку години тренираш? Тренирам 6 години. Кој ти е омилен играч? Омилен играч ми е Меси. Кои ти се најголеми успеси во фудбалот? Најголеми успеси во фудбалот ми се во Пирин, Сандански клуб. Кој ти е омилен играч? Омилен играч ми е Миси Жулија. Историјата на кошарката. Кошарката била создадена во декември 1891 година од доктор Џејмс Нејсмит, инструктор по физичко образование во Спрингфилд, Масачусетс. Нејсмит развил играта како начин да ги одржи своите ученици активни за време на зимските месеци. Тој напишал 13 основни правила и прикачил кошница за праски на подигната површина користејќи фудбалска топка. Првата игра била изиграна со 9 играчи на секоја екипа. Спортот побрзо станал популарен и се проширил низ Соединетите Американски држави и пошироко. Првата професионална лига, Националната кошаркарска лига или НБЛ, Со текот на времето, кошарката станала се по-популарна, а во 1936 година е вклучена како олимписки спорт. Денес ова е еден од најиграните спортови во светот, со големи лиги како НБА во САД и Евролига во Европа. Во Македонија, кошарката се развива од средината на 20 век со формирање на клубови и домашни надпреварувања. Најголем успех на македонската репрезентација беше на Европското првенство во 2011 година, кога освоивме историско 4-то место. Денес кошарката е еден од најомилените спортови во земјата. Фудбалот има богата и интересна историја. Но модерниот фудбал започна во средниот век во Англија, кај што се играле различни форми на народен фудбал, кај што заедниците се напреварувале во хаотични игри без формални правила. На почетокот на 19 век училиштата во Англија започнаа да го дефинираат фудбалот, што довело до создавање на официјални правила. Во 1860 година бил формиран фудбалскиот сојуз ФА во Англија, кој ги утврдил првите стандарди за играта, познати како закони на играта. По основање на ФИФА во 1904 година фудбал започна да се игра глобално. Првото светско првенство било одржано во 1930 година во Уругвај, а настанот станал еден од најгледаните на светот. Од тогаш фудбалот продолжил да расте во популарност. Во Втората светска војна многу земји формирале своји фудбалски лиги, а фудбалот се проширил во секој дел на светот, станувајќи најпопуларниот спорт на планетата. Современиот фудбал е глобален спорт, кој денес е најпопуларен и најгледан во светот. Со развој на технологијата, фудбалот стана многу понапреден, како во играта, така и во организацијата на преварите. Лигите и клубовите ширум светот привлекуваат милиони навивачи, а фудбалските звезди станаа глобални идоли.
Технологијата во фудбалот постојано се подобрува. Воведувањето на ВАР, систем на видео асистенција на судијата, го промени начинот на кој се судат преварите, помагајќи да се избегнат грешки во одлучувачки моменти. Исто така, севкупно физичко и тактивно ниво на играчите значително пораснало, с напрегот во тренинг, исхрана и медицинска поддршка. Светскиот клуб кој се разгрижува на секои 4 години е најважниот и најгледан спортски настан, додека клупските надпревари како Лигата шампиони привлекуваат стотици милиони гледачи. Во Европската лига и во лигите на други континенти, фудбалските клубови се надпреваруваат за титули и огромни финансиски награди. Во текот на последните децении, фудбалот станува индустрија од милиарди долари со големи спонзорства и телевизиски договори. Врвни клуби како Реал Мадрид, Барселона, Манчестер Сити, Бајер Мюнхен и Милан привлекува најобри таленти од целиот свет и доминираат во меѓународните надпревари. Модерен фудбал исто така е нагласува важноста на спортска етика, ексклузивноста и глобалната социјална одговорност, со многу иницијативи насочени кон подобрување на условите за играчите, младите таленти и помагање на локалните заедници. Здраво на сите, јас сум Александар Стефановски и туку сум со Виктор Аврамовски, кој